Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на граѓанската опција за Македонија и актуелен градоначалник на општина Карпош, господинот Стефчо Јакимовски. Господин Јакимовски, кој ќе биде вашиот противник на следните избори? ВМРО-ДПМН или СДСМ? Ние имаме политички конкуренти, немаме политички противници и едната и другата партија се наши политички конкуренти, имајќи во предвид дека ќе одиме самостојни на избори, така да ќе се бориме и против едната и против другата политичка партија. Ако утре се распишат предвремени парламентарни избори, кои се вашите проценки за евентуалниот број на гласови на контото на Гром? Нашите проценки се дека Гром има силни адути во изборна единица број 1, број 2, солидно стоиме број 3 и број 4. Сметаме дека Гром на овие избори ни случајно нема да биде под 60.000 гласови. Значи Гром ќе зема негде измеѓу 60 и 80.000 гласови. Можна ли е соработка со другите помали партии или евентуално приклонување кон некоја од коалициите пред избори? Кон големите партии сигурно нема да правиме приклонување или било каква коалиција, ниту со СДСМ, ниту со ВМРО-ДПМН, предизборна коалиција. Од помалните партии можна е некоја коалиција, да видиме засега тоа е Српската напредна странка, пројавува интерес Алијансата за позитивни промени. Ако има и некоја друга партија, сериозно ќе размислиме во зависност од тоа колку е рейтингот на таа партија, какви се незината силина на теренот, колку ќе донесе или колку ќе однесе на таа коалиција. Можно ли е на председателските избори да поддржите кандидат на некоја од коалициите или останувате на ставот да излезете со свој кандидат? Немаме намера да слугуваме за туѓи интереси и за туѓи политички партии. Ние ќе имаме свој кандидат. Како политичка партија не гајме илузии дека ние ќе победиме на овие избори, имајќи предвид дека имаме многу малку време. Да има повеќе време ќе биде подруга ситуацијата, затоа што ние се формиравме на 29 септември, а изборите ќе бидат негде во почетокот на април, што значи дека ни доаѓаат новогодишните празници, каде што од некаде 22-23 декември до 15 јануари буквално е тешко да се прави тој политички ангажман, затоа што е католички Божик, па доаѓа новогодишните празници, потоа Божик, не знам Свети Стефан, па Стара Нова година и така натаму. И веќе влегуваме во предизборието, односно треба веќе да се сумира кој ќе биде председателски кандидат и така натаму. Што значи дека ние имаме многу малце време за подготовка на партијата и затоа забрзано работиме на ширење на незината мрежа, за да можеме да се подготвиме на овие избори. Кога изборите би биле малку подоцна или кога изборите би биле 2015 година, Гром ќе биде топ спремна за избори и јас одговорно тврдам дека тогаш ќе идеме над 100.000 гласови. Рековте дека вие нема да бидете председателскиот кандидат на Гром. Во оваа прилика би можеле ли да ни откриете за кој станува збор? Па не, ние ќе го откриеме кандидатот после 15 јануари. Имајќи во предвид дека и сега да видиме кои кандидати пројавуваат интерес, разговаравме со неколку кандидати. Она што е за нас битно е да тој кандидат биде доволно афирмиран во јавноста, да не биде анонимен. Второ, кандидатот до сега функции што обавувал да ги обавувал со успех, да има чист образ и да сме сигурни дека ќе ги брани интересите на Република Македонија. Во општество во кое што е пренагласана поделбата на лево и десно ориентирани, каде што луѓето се етикетираат како патриоти или предавници, каква е иднината на малите партии како што е Гром? Каква ќе биде партијата зависи од луѓето во партијата и зависи која води партијата, колку е подготвен и членството колку е подготвено да се жртвува за интересите на својата партија. Јас сум длабоко убеден дека Гром има своја иднина, имајќи во предвид кои луѓе веќе ни се членови во самото раководство и надвор од раководството врвно на партијата. Правилата покажуваат дека тамо каде што имате членови, тамо каде што имате мрежа, можете да очекувате гласови. А ако немате во некои делови своја мрежа, своји членови, не може да очекувате ни гласови, затоа што 21 век е сосема подруг
за прибирање на гласови, буквално се работи од човек на човек, од куќа на куќа, од населено место до населено место, и ако вашите активисти го изработат теренот, резултатите нема да изостанат. И затоа ако се партија која ќе направи добра мрежа и која што работи на негување на членството, на создавање на инфраструктура, може да очекува резултати. Меѓутоа, за жал, кај нас помалите партии или тие што влегува партии во средина, сведоци сте сами дека не работат на ширење на мрежата. Но се чини дека луѓето во Македонија навикнаа на популизмот. Пошто вие ќе бидете поразлични од другите? Прво, ја не сум познат како човек кој се бави со политика и го користи популизмот за своја афирмација. И јас сум подготвен и да соопштувам и работи кои што не се пријатни за ухото, за можеби за граѓаните, но во исто време се добри за државата и за општото добро на сите граѓани на Република Македонија. Впрочем, тоа сум го правил и како градоначелник, како сум бил носител на други битни државни функции. Она што ние ќе се разликуваме што ќе нудиме проекти, ќе нудиме решенија на проблемите, како што тоа го правевме овие избори во Карпош, а плукањето во далечина ќе го ставиме на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО-ДПМН. И јас мислам дека секој кој што се обидува да оди во насока на популизам, дека тоа е поле кое што е неприкосновено го владее ВМРО-ДПМН, ќе направи грешка. Ние таа грешка не сакаме да ја правиме. Порано бевте лути противници со актуелниот градоначелник на град Скопје, Коце Трајановски, а денес се почести обвинувањата помеѓу советниците на СДСМ и вас. Како да се надмине политичката суета и како да заживее политичкиот диалог во Македонија? Длабоко сум убеден дека вашата перцепција е погрешна. Може да ги отворите сите мои изјави што се однесуваат до градот Скопје и до Коце Трајановски. Ние никогаш не сме биле лути противници. Ама имавте несогласувања, така? Па, сосема е нормално дека имаме несогласувања. Не значи дека интересот што е на Карпош е интерес на цело Скопје. Тој го гледа интересот на цело Скопје, јас го гледам интересот на Карпош, како градоначелник на Карпош. Но во исто време, ниту Коце Трајановски мене ми закочил некој проект, нити јас него сум му закочил проект. И сакам вака да ви кажам, зарем Стефче Јакимовски величи на таков кога со некого нема да се согласува дека ќе му аминува и ќе му клима со глава. Ниту сум се, тоа сум го правил и кога сум бил во Социјалдемократскиот сојуз и впрочем ја видовте мојата одлука и моето несогласување со политиката на Бранко Црвенковски, нити тоа ќе го правам со Никола Груевски или со било кого, што значи, како да ви кажам, јас сум тимски играч. Сакам да соработувам со сите на коректна основа, таму кај што не се согласуваме, ред е прво да седнеме како луѓе да се разбереме. Ако не можеме да се разбереме, нормално јавноста треба да го знае нашето несогласување по одредени прашања. Имате прилично тврд став околу прашањето за името. Сметате дека Македонија направила доволно отстапки и за вас единствено прифатливо компромисно решение е двојната формула. Ако е јасно дека ова прашање е клучно за македонските евроинтеграции, останувате ли и понатаму зад овој став, го браните ли истиот, ако тоа значи дека Македонија ќе биде зад вратите на Европската унија и НАТО? И прво е непримерно, не постои таков пример во свет да комшија ти биде кум. Една соседна земја да биде кум на свој сосед. Тоа е првата работа. Втората работа, ние како држава се откажавме од нашата грижа за диаспора, за нашето национално малцинство во соседството и го дури ставивме во устав. Го променивме уставот. Следната работа, што е многу битна е дека ова знаме што сега имаме под притисок на грците го променивме и ова знаме го добивме на конкурс. Не е наш историско наше знаме. Тоа се двете остапки и третата остапка го прифативме најсмешното име на светот, поранешна Југословенска република Македонија. Далеко тоа дека Гром е против евроатлантските интеграции, смета дека има решение, решението е двојна формула, со Грција да се договориме како меѓусебната комуникација тие ќе не ослугуваат, а за сите останати 130 земји, 7 земји во светот не признаа под уставно име, вклучувајќи Русија и Америка, и мислам дека нема зашто да попуштиме тој дел. Значи, повторно, нашиот став не е тврд, туку нашиот став е попустлив према Република Грција. Господин Јакимовски, ви благодарам што бевте наш гостин. Молам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување до следната недела.